Предомислувани, заплашувани и ревиктимизирани. Жртвите на семејно насилство конечно собраа храброст пред камерата на телевизија Алфа да сведочат за голготата која минува низ институциите. Се обидуваа со нивни зборови да ми ја преиначат приказната, демек па вие не изгледате толку потресено, што има, зошто дојдовте? Да не лажете малку? Секој одење таму е со напад, ти зашто пријаваш, што сакаш да постигнеш, едноставно таму како еден вид прикриени закани добиваш. Министерката Јована Тренчевска контра тврдењата на жртвите, ги правди институциите, постапувале според протоколи, а случајот на битолчанката Ирена не продолжил преку центрите, затоа што таа си ангажирала приватен адвокат. Разговорите и со неа, со странката, и со насилникот, лицето, сторителот на насилство се направени. Центарот, согласно протоколот кој што постои за постапување, постапил по ова. Тренчевска не спомнува дека социјалните служби овие случаи, наместо како семејно насилство, ги третираат како нарушени брачни односи. Ова, според познавачите, е најголемото зло и неправда која институциите им ја нанесуваат на жртвите. Во таа ситуација, надлежните практичарите од Центар за социјална работа ја применуваат методологијата за која вообичаено се применува во рамки на одделението за брак и семејство во насока на помирување на брачните партнери и зачувување на семејството. Не само што жените нема да ја добијат потребната помош и поддршка како жртви на семејно насилство, туку истовремено се травматизираат, се ревиктимизираат од страна на самата институција, со тоа што практично им се префрла вина ним за семејното насилство кое што се случило. Мишев објаснува дека за оваа практика во 2 наврати апелирале до Министерството, но досега не добиле повратен одговор, ниту пак имаат информации дека престанала ваквата негативна пракса.